Здраво, драги пријатели! Добро дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска одговарам на многу занимливо прашање од наша драга пријателка Памела, за кое што ќе го погледнеме, па ќе се вратам и знам дека ќе ви интересира одговорот секој од вас. Памела, сигурно, знам дека си во процес во кој што ти можеби сакаш да ја постигнеш својата цел во намалување на килажа, масти и така натаму подобар изглед, пошто е нели лето и треба да се отиде на плажа. Но она што константно јас го зборувам тука е дека никогаш не се проблем деновите или моментите од денот кога ние можеби јадеме некаква глупост, од типот дека можеби ќе се почастиме со некое благо или ќе испиеме алкохол или можеби ќе отидеме во пекара или ќе изедеме пица и така натаму. Оно што нашето тело го бара, ако го гледаме како метаболички процеси и хемиски реакции кои што се случуваат секојдневно, нашето тело има најголема потреба од тоа да ги добие сите нутритивни вредности кои што ги има во нашето ДНК и кои што се препознатливи за нашето ДНК. А тоа се микронутриентите, витамини, минерали, тоа се протеини, тоа се јаглехидрати, тоа се масти, тоа е доволно и правилно пиење на вода. Сега, ако се случи да можеби во текот на викендот, еден ден, сабота, недела, било како, да можеби има некаква прослава и да се пие алкохол и после алкохол нормално да се отиде во пекара да се јаде нешто што знаеме дека не е здраво, тоа нема да направи никаков проблем, доколку ти во текот на целата недела си била со доволно нутритивна вредност и дури доколку во саботата кое што, еве ми ја кажа во самата комуникација, имаш добар поедок, редовни оброци, доволно вода, па вечерта ете си имала некаков испад. Конкретно еве јас вчера бев на роден ден, кај што имав испад и испив малку повеќе алкохол, но тоа не е проблем, затоа што нашето тело и нашиот метаболизам многу подобро се снаоѓа со оние денови кои што има лоша храна, доколку метаболизмот си функционира како што треба. Во спротивно, претходно, кога можеби јас имав вишок на килажа и кога можеби ти си имала проблем со килажата, се случувало секојдневие да ни биде junk food и секојдневие да имаме благо, грицки, попладни и така натаму. Ако ти во 365 дена, 300 дена имаш супер исхрана, 65 дена си е погрешила, 300 дена ќе победат во секој случај, затоа што се повеќе и се побројни. Многу нормално и затоа повеќето од луѓето имаат пореметен изглед, немаат добро здравје, затоа што 365 дена, 65 дена им се окей, а 300 дена се тотално крш со исхраната. И тука е тој дисбаланс. И она што јас зборувам секогаш е баланс. А балансот не значи да се откажеме од работите кои што ни се сладки, кои што ги сакаме и кои што значат благо, грицки, алкохол и така натаму. Затоа никаков проблем околу твоето прашање и никаков проблем околу тоа еднаш, два пати во неделата да си има оброк или задоволство кое што си го сакаме, нема да направи никакво пореметување доколку целата нутритивна вредност која што е бара нашето тело ја добива од нашата уста. Така да, Памела, фала ти уште еднаш и за сите кои што можеби имате прашања, хаштагот #Јосиф користете го или комуницирате ме во приватна порака како што го правите и до сега тоа. Ви благодарам за внимание, ви посакувам здрави животни навики и се гледаме во следна епизода. Чао, чао!